Куманово наскоро ќе го добие четвртиот кружен тек кој ќе се изгради на крстосницата помеѓу булеварот Октомвриска револуција и улицата Доне Божинов. Градежните работи ќе ги изведува фирмата Кооп Инженеринг од Куманово. За реализација на проектот општина Куманово ќе обезбеди околу 22 милиони денари. Изградба на кружен тек на раскрсница на булевар Октомвриска револуција и булевар Доне Божинов во општина Куманово. Постапка е во тек, се очекува да се надминат одредени имотно-правни спорови или конкретно знаете дека таму подигнаме поголем број на времени објекти, дел од нив самите собственици ги подигнаа, се јави спор со два објекта на самата раскрсница кои што треба да бидат опфатени со ова изградба, а се во собственост на јавното предпријатие ПУИК, каде што побаравме од нив бидејќи немаа планирано средство за дислокација на истите, со одлука на влада овие објекти да ни бидат ставени во собственост на нас, како општина, па во рамки на износот кој што го имаме во општината предвидено и имаме избрано извршител, да истите ги извршиме, урнеме, отстраниме, за да можеме да му обезбедиме услови да изведувачот не прешено работи, инаку овој проект треба да чини некаде околу 22 милиони денари. Овој кружен ток треба да конектира улица од прва категорија, тоа е улица Доне Божинов со постоечкиот булевар Октомвриска револуција и ново изградениот крак на Октомвриска револуција. Ние сакавме да отпочнеме со реализација на тој проект некаде во месец март. Се појавија поголем број на имотно-правни прашања. Тоа е законодавството во Македонија. Например, преседан сте изградиле објект на државно земјиште, водите постапка за легализација на истиот, ќе го легализирате за по 1 евро од метар квадратен, а подоцна општината во експропријација мора и е принудена да ви го плати по реална пазарна вредност, но тоа се преседаните согласно законите кои што се на сила. Имавме еден таков објект кој што го легализиравме и очекуваме да се спроведе експропријација. Објектот е, мислам, од некаде 16 на квадрати, но дополнително, ако се сеќавате, и се уште се тие контейнери. Таму едниот беше фризерница, онаа се лимени контейнери од стар тип, градени се некаде 70-тите години на тие локации. За тие два контейнери кои што се поставени, ние немавме можност да ги отстраниме, бидејќи беа собственост на ПУИК. Побаравме од ПУИК да ги отстрани, бидејќи немаат во годишна програма предвидено такви средства, како што беше случајот, ако се сеќавате, и на локацијата кога ги тргавме контейнерите на ПУИК на 11 ноември, кога се пробиваше кракот над градската џамија, ни рекоа дека не се во можност и ќе требаше да се чека цела тековна година и повторно да биде под знак прашање дали ќе ги предвидат тие средства. Најдовме соломонско решение, се откажа од истите, одлуката на владата е, значи, помината на генералниот секретаријат, се чека одлуката конечна на владата. Со таа одлука се упишуваат во катастар на име на општина Куманово и де факто ние потоа преку градежна компанија која што добила на тендер за извршување, ги извршуваме, ги уриваме истите и од тој момент ќе биде ослободен просторот целосно за работа. Доколку не успееме во рамки на тековниот месец и некаде до средина на јули да ја спроведеме оваа работа, во целост, во делот на решавање на имотно-правните спорови, како што ви ги нарекле, тогаш ќе пристапиме во делот на реализација делумно на проектот и во меѓувреме ќе чекаме таа фаза да ја отстраниме. Бидејќи влегуваме во месец јули, во месец август, каде што е поприлично овој дел на градот оптеретен со враќај, во моментов ќе работиме на трасата на пробивање на улицата Октомвриска револуција,
нејзино трасирање како би можело деломно алтернативно истото да се користи, а по завршување на најголемиот метеж во градот, некаде од 15 август, планираме да продолжиме со работа на овој би бил 4-ти кружен ток во градот, кој што би го добил Куманово.